Највисокиот годишен бруто приход за 2017 година е пријавен во годишна даночна пријава која што била поднесена од Скопјанец и изнесува 212 милиони денари. Втор на листата со највисок годишен бруто приход е исто така жител на Скопје, кој во својата ГДП пријавил приход од 207 милиони 587 милијади и 649 денари. На оваа листа се најдоа и жител од Струга со остварени 135 милиони 137 милијади и 869 денари, како и жител на Битола кој пријавил 92 милиони 922 и 049 денари. И во 2017 година здравството, фармацијата и информатичките технологии остануваат сектори каде што се исплаќаат највисоки плати. Така што, највисоката годишна бруто плата во 2017 година е исплатена во секторот здравство и изнесува 167 милиони 687 милијади и 011 денари. Во истата оваа година, највисокото дополнително примање и на доместок од работен однос изнесува 46 милиони 307 милијади 898 денари на годишно ниво. Што се однесува до највисоката капитална добивка, остварена од граѓанин на Прилеп и изнесува 43 милиони 973 и 500 денари. И до 2017 година највисока капитална добивка останува она од 2008 година во висина од 908 милиони 995 и 813 денари. По основ на дивиденди и други приходи од учество во добивката, заработка од 202 милиони денари е пријавена во годишна даночна пријава на граѓанин од Скопје. Во највисоко рангираните приходи по основ на повремено или привремено вршење на услуги доминираат граѓани од Велес, од кои прво рангираниот во 2017 година заработил 88 милиони 386 695 денари. Највисокиот профит од вршење на самостојна дејност во 2017 година изнесува 56 милиони 949 и 872 денари, а го остварил физичко лице вршител на самостојна дејност од Скопје. Што се однесува на остварени бруто приходи по основ на имоти и имотни права, како што се издавање на земјиште, станови, деловни простори, превозни средства и друг вид на имот, во 2017 година прворангираниот е даночен обврзник од Скопје, кој што пријавил 52 милиони 119 и 889 денари. По основ на авторски права и права од индустријска собственост, највисок приход во својата годишна даночна пријава пријавил граѓанин од Скопје, кој што изнесува 32 милиони 786 и 556 денари. Највисоката добивка од лото, обложување, казино и учество на наградни игри е пријавен од страна на Тетовец, кој само по овој основ остварил 9 милиони 999 41 денар. Според анализите на годишните даночни пријави, пензионери од Скопје и Битола пријавиле највисок приход, кој што го оствариле по други основи покрај пензијата. Во 2017 година пензионерот Битола пријавил 55 милиони 559 и 568 денари вкупен годишен бруто приход по сите основи, вклучувајќи ја и пензијата. Додека највисок бруто приход само по основ на пензија е пријавен од страна на Скопјанец и тоа во износ од 5 милиони 728 и 934 денари. Станува збор за пензија која што на даночниот обврзник му се исплаќа од странство. Може да ни кажете во првите 2 месеци од како почна, како е воведен прогресивниот данок, колку пари се обрауваат за месеци јануари и февруари? Имате таков податоци? Се уште немаме таков податок. Кога може да ги очекуваме? Би требало по завршувањето на прво тромесечие, за да ги направиме таквите анализи. Сепак, прогресивното оданочување ја оправда својата примена. Што го кажеме тоа? И уште едно прашање. Да. Дали сте повикани во обвинителство за постапка која што е покрената за 37 фирми кои што години должат, односно не ги измируваат обврските за данок? Се уште не. Меѓутоа наши колеги се повикани, кои што беа дел од таа постапка.